Во штипската касарна Јане Сандански е сместен водот кој втора година поред е прогласен за најдобар во армијата на Република Северна Македонија. Со него командува поручник Неда Волчева. Уште како средношколка имала желба да биде дел од армијата. Завршила воена академија, а со тоа станала и офицер во армијата која кај нас се уште се смета за машки свет. Во неа е веќе трета година. Тоа се 3 години исполнети со многу предизвици, пред се наученото на воената академија да го имплементирам во мојата компетентност за реализирање на доверените задачи во мојата единица, односно вториот пешајерски баталјон кој што представува елитна единица и се подготвува за НАТО оценување. Когнитивната способност, емоционалната зрелост, како и физичката подготвеност не зависат од полот, туку од зрелоста на индивидуата, како и пристапот кон учењето како доживотен процес. Најголемото признание за поручник Волчева е довербата од претпоставените кои, вели, во неа гледаат пред се човек и професионалец. Подобрувањето на родовата еднаквост представува природен процес кој што бара постојано создавање на предуслови за покажување на професионалните квалитети кај двата пола. Одржувањето на систем на вредности преку унапредување и наградување независно од полот ќе доведат до изедначување на учеството на двата пола. Ако некогаш го посетите генералштабот на армијата, многу веројатно е дека на пријавницата ќе ве пречека Ангела Сибиновска. Таа е дел од воената полиција. Смета дека во армијата има родова еднаквост, можеби не според бројот на припаднички и припадници, туку според работните задачи кои, вели, за сите се исти. Јас уште од самиот старт, кога завршив моето средно образование, се пријавив за да отслужам воен рок и тука никој немаше доверба во мене дека јас можам да го издржам тоа, но со самата љубов кон мојата професија и со поддршка на моето семејство јас тоа го остварив. Сибиновска била во мировната мисија на НАТО одлучна поддршка во Авганистан, како единствена жена во група со уште 14 мажи. Со самото тоа мене што ме гледате тука, мислам дека ви станува јасно дека секоја жена може да биде дел од армијата на Република Северна Македонија. Не е ништо тешко, не е ништо страшно, секој може да биде истраен, издржлив и физички подготвен. Но според податоците од Министерството за одбрана, процентуалната застапеност на жените во армијата е следна. Во севкупниот персонал се 9,78%, офицери жени се 15,56%, подофицери жени се 11,14%. Најмалку ги има меѓу професионалните војници, 5,64%, а најмногу меѓу цивилните лица, 35,35%. За споредба, пред само неколку години состојбата била полоша. Во 2018 година, например, професионални војници жени имало 3,59%. На ниво на просек во земјите членки на НАТО, жените во севкупниот персонал се околу 11-12%. Армијата има овластени лица за заштита од вознемирување и сертифицирани обучувачи за родова еднаквост. Тие им држат обуки на припадниците на армијата, како мажите и жените да имаат ист третман, права и обврски. Таков обучувач е подполковник Орданче Тодоров од Велешката касарна. Тој открива дека во армијата има пријави за дискриминација и вознемирување. Од самиот момент на подесување на пријавата, овластеното лице покренува еден друг систем, друг тип на категорија на луѓе кои се одредени со самото упатство, родови посредници или еден вид на медијатори. Тоа се лица кои што вршат медијација помеѓу двете страни во овој случај кои што учествуваат во одреден конфликт. Од постапките кои што ги имаме поведени, сме имале постапки кај што сме имале видови на вознемирување и се преземени одредени мерки против лицата кои што вршат вознемирување, меѓутоа сме имале чисти случаи на пријавување кај што не сме можеле да докажеме дека се работи за одреден вид на вознемирување. Во тек е и прилагодување на војните објекти според потребите на припадничките на армијата. Се работи на адаптирање и создавање или изработка на изградување на нови објекти, односно простори кои што би биле наменети само за жените и би можеле да ги користат жените согласно нивните потреби. Воедно адаптација и извршење на самите тестови за физичка подготвеност во однос на биолошките можности или физичките можности на жените во однос на мажите и се работи со последниве години извршена и промена во изработка на униформите за жените, за потребите на жените во однос на мажите, што е еден добар показател дека и текако се ставаат жените на самата вага да се подобрат работиве, односно условите за живот и работа во војничка или машка средина. Освен за родово базирана, од Министерството за одбрана велат дека се води сметка за превенција и спречување дискриминација и според сексуалната ориентација.
но досега немало пријави по таа основа. При тоа се почитуваат сите начала на коректно и пристојно однесување кон другите вработени, колеги и претпоставени, со невозможување каков било облик на психичко и полово вознемирување и дискриминација врз каква било основа. Во Министерството за внатрешни работи на раководни позиции се 61 жена, но од оваа бројка не можевме да извлечеме процент, зашто во МВР ни рекоа дека вкупниот број раководни позиции е класифициран податок. Инаку, жени се државната секретарка, помошник министерки, началнички на сектори, оделенија и одсеци. Под МВР е Бирото за јавна безбедност, во кое од 11 оддели, во 3 раководител е жена. Под надлежност на Бирото е униформираната полиција, во која од МВР признаваат дека и натаму има многу малку жени. Тоа прави дисбаланс на процентите под вкупно вработените и во МВР и во БЈБ, 80% се мажи, а 20% се жени. Она што е интересно е што, да речеме, единиците во рамки на оддел за специјални полициски операции, што доскоро не беше можно да биде видена жена, во тие единици се повеќе имаме жени. Така да жени имаме во единицата за брзо распоредување, во специјалната антитерористичка единица Тигар, во хеликоптерската единица Тигар, што значи дека многу промени се направени во последниве 3 години. И уште еден интересен податок, секоја година со секоја нова генерација на селектирани кандидати за онаа почетна обука за полицаец на МВР, процентот на девојки, односно на жени, се зголемува. Ако во 2018 имавме 13,5% жени, во 2019 веќе имаме 16,5%, а последнава генерација 2020-2021 имаме 18% жени. Од 80 полициски станици во 5 командира жена. Меѓу нив е Мирсада Зекири, која командува со станицата во Тетовско Тејарце. Таа е во МВР од 2003 година. Била полицајка, па инспекторка, а во 2018 година доаѓа на сегашната раководна позиција како единствена жена албанка командирка. Мајка е на 3 деца и вели дека поддршката од семејството е најважна за успех во секоја професија, па и во оваа. Femrat janë nana edhe ndoshta kjo është arsyeja për çka nuk aplikojnë të jenë në pjesëmarrëse në Ministrinë për Punë të Brendshme ose femrat çka janë, koleshka çka janë në Ministrinë për Punë të Brendshme nuk aplikojnë të jenë në vendet udhëheqëse. Mirë po, unë duke nisur nga vetvetja, ju kisha thënë se me guxim, dëshirë dhe me besim te vetvetja çdo gjë mund të arrihet. Од МВР посочуваат дека Законот за заштита од дискриминација е задолжителен за сите органи на државната управа, вклучително и за нив. Имаме нулта толеранција спрема дискриминацијата, како во рамки на Министерството, така и при работењето на полициските службеници надвор со ранливите групи на граѓани, вклучувајќи ги тука и представниците на ЛГБТ заедницата. Позначителен напредок во однос на родовата еднаквост е направен во дел од институциите од разузнавачкиот сектор. Ова е Агенцијата за разузнавање, македонскиот пандан на американската ЦИА и британската МИ-6. Во неа од вкупниот број вработени, 34% се жени. Тие се и наречиси половина од раководните позиции, односно 45%. За споредба, во 2018 година на раководни позиции биле 28% жени. За прв пат од формирањето на Агенцијата за разузнавање во 1998 година, во февруари годинава агенцијата доби заменик директорка Александра Бакревска-Додовска. Таа вели дека жените се дел од процесот на градење на институцијата од самиот почеток. Сепак високите раководни позиции им припаѓале на мажите, а жените или биле извршители или пак биле на раководни позиции кои што биле поддршка во разузнавачкиот циклус на работа. Постепено правени се промени во таа смисла да најголемиот резултат е постигнат во 2021 година, кога жените се стекнуваат со високи раководни позиции и жени раководат со оперативни тимови. Вели дека оваа институција одиде чекор напред во спречување каква било дискриминација со новиот закон за Агенцијата за разузнавање. Со член 27 се забранува секаков вид на дискриминација, односно по однос на
возраста, по однос на религија, по однос на етничка припадност, по однос на национално и социјално потекло, статус, па и вклучително и полова ориентација. Од Агенцијата за национална безбедност АНБ пак ни одговорија дека водејќи сметка за родовата еднаквост, во моментов 42% од вработените се жени. Во однос на евентуална дискриминација по сексуална ориентација, и тие посочуваат на Законот за Агенција за национална безбедност, според кој се забранува директна или индиректна дискриминација при вработување. Агенцијата не смее да ги става во нееднаква положба пријавените кандидати заради расно или етничко потекло, статус на семејството, имотната состојба, сексуална ориентација или заради други лични околности. Дали и колку се води сметка за родова еднаквост при испраќање наши контингенти во мировни мисии во странство, остана неодговорено прашање. И покрај неколкуте обиди, не успеавме да добиеме став од председателот на Собраниската комисија за одбрана и безбедност Миле Талевски. Безбедноста и разузнавањето се уште се машки сфери, вели председателката на Собраниската комисија за еднакви можности на мажите и жените Гордана Силјановска-Давкова. За напредокот во родовата еднаквост во дел од овие институции смета дека е потребен многу поголем чекор. Ако тие персонифицираат сила и моќ, и ако секаде биле доминантно машки, значи треба да се атакува на таа моќ. И јас затоа малку сум збунета околу состојбите во Министерството, да речеме, за народна одбрана. Бидејќи мислам дека кога на челни позиции ќе бидат на вакви институции или министерства жени, се разбира дека идентификацијата е поголема и дека чекорот женски треба да биде поголем во тој се уште машки свет. Ние не сме скандинавци, вели Силјановска-Давкова, и затоа не можеме спонтано да ги решаваме проблемите со родовата еднаквост, најмногу поради доминантните елементи на парохијалност и патриархалност во политичката култура. Тогаш мораме да посегнеме по други решенија. Другото решение се квотите. Се разбира дека квотите ги третирам како временски ограничени, но мислам дека токму примерот на собранието покажува дека тие се добро решение. Квотите што ги предлага Силјановска-Давкова може би се привремено решение, но долгорочно клучот е во унапредување на политиките и јакнење на свеста за родовата еднаквост како човеково право што се валоризира во просперитет на општеството.